вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Денес се навршуваат 64 години од американското бомбардирање на Хирошима. Атомската бомба однесе 240.000 животи. Со оваа тажна годишнина ја започнуваме денешнава емисија. Градоначалникот на јапонскиот град Хирошима, Тадатоши Акиба, повика на аболиција на нуклеарното оружје, одбележувајќи го настанот од 1945. Тој ги поздрави антинуклеарните гледишта на американскиот председател Барак Обама. Подсети дека Обама во април во Чешката република кажал Соединетите американски држави имаат морална одговорност да реагираат, бидејќи тие се единствената нуклеарна сила што употребила нуклеарно оружје. Градоначалникот Акиба рече дека глобалното мнозинство, тој го употреби зборот Обама мнозинство, сочинуваат луѓе кои сакаат елиминирање на нуклеарното оружје. Градоначалникот објави мировна декларација во која ги опишува страдањата што резултирале од бомбардирањето на Хирошима како пекол што не може да се опише со зборови. Тој рече дека радиацијата абсорбирана пред повеќе од 60 А од другите вести, 21 цивил загинаа, 5 биле повредени во четвртокот во областа Герсмер, во југоисточна покрајна Хелманд, кога нивното возило налетало на бомба крај патот, соопшти афганистанските власти. Меѓу загинатите имало жени и деца. Лицата кои се наоѓале во приколка влечена од трактор патувале на свадба. Во одвоена експлозија на бомба во друг дел од Хелманд пак загинале 5 полицајци. Хелманд е упориште на милитантите на Талибан кои зачестија со напади во обид да ги попречат председателските избори во Афганистан на 20 август. Сили на САД и НАТО се обидуваат да ја стабилизираат областа пред гласањето. На пресконференција во средата во Кабул со афганистанскиот председател Хамид Карзаи, генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен изјави дека ќе ги засили армиските напори за поразување на Талибан. Карзаи рече дека доколку биде избран на втор мандат, ќе се насочи на мировни разговори со оние бунтовници кои не се поврзани со Ал-Каида. Американската државна секретарка Хилари Клинтон се заложи за натамошна американска поддршка за сомалиската влада во борбата против исламистичките милитантни групи. Таа ова го кажа на средба со граѓани во Најроби пред да се сретне со сомалискиот председател Шејх Шариф Шејх Ахмед. Клинтон рече дека САД сакаат да го поддржат председателот Шариф во време кога се обидува да ја стабилизира владата во Сомалија, земја која ја засенуваат хаос и конфликти уште од почетокот на 1990-тите. Пентагон вели дека не е алармиран што руски подморници се во близина на источниот американски брег, но кажа дека не знае зошто се тие таму. Портпаролот на Пентагон Джеф Морел кажа дека подморниците имаат право да оперираат во меѓународни води, како што рече, на одговорен начин. Портпаролот кажа дека и американски подморници повремено оперираат во близина на рускиот брег. Тој рече дека никој во Пентагон не знае што прават руските подморници, но руски официјални лица велат дека тие се на рутинска патрола. Американски армиски лица велат дека ги забележале подморниците околу 320 километри од источното крајбрежје и оти се следи нивното движење веќе неколку дена, но точната позиција на подморниците е непозната. Додека американската влада расправа за здравствената заштита и како да се осигураат повеќе американци, директорите на фирми се соочени со се поголемите трошоци за оваа намена и со скокот на бројот на луѓе со дијабетес и прекумерна тежина. Еве како една фирма се справува со проблемот. Најголем дел од американците го знаат Safeway како продавница за храна и секојдневни намирници. Но за Стив Бърд, директор на Синџир продавници, се работи за повеќе од тоа. Тој вели дека 70% од здравствените трошоци се резултат на начин на живот, што било основа за неговиот план да се наградува здрав избор. Тој инсталирал првокласна вежбална во седиштето на компанијата во Калифорнија, наредил кафетеријата да служи здрава храна. Освен тоа, вработените во Safeway плаќаат помалку за здравствено осигурување ако редовно го прегледуваат својот холестерол, крвен притисок и тежина. Непушачите плаќаат помалку од пушачите. Бърд вели дека тоа е честно. Ништо ново не измисливме, вели тој, само го следиме моделот на автомобилската индустрија. А нивниот модел е возачите со добра возачка историја да плаќаат помалку за осигурување отколку оние кои имале сообраќајни незгоди.
Брд вели дека вработените имаат шанса да одберат како сакаат да живеат, здраво или не. И секој избор носи последици со кои луѓето потоа треба да живеат. 25.000 вработени се пријавиле за планот. Многумина, како Ерик Вард, веруваат дека е добро решение. Мора да има нешто за што луѓето ќе се фатат ако сакате да го променат однесувањето, вели. И многумина го променија. Джо Чити почнала да јаде поздраво и да вежба. Симнала 18 килограми. Ме натера да мислам од здравствена гледна точка, вели таа. Пред тоа единствено мислев како изгледам. Ова е 4-та година на програмата. Брд вели функционира. Здравствените трошоци на компанијата останале на исто ниво, кај други компании во меѓувреме скокнале за 40%. И додека се работи на обезбедување на осигурување за оние кои немаат никаква здравствена заштита, ова секако е еден начин да се стори нешто за намалување на трошоците. Утре во Newsflash. Прва жена на чело на џамија. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Поздрав и потсетување за нашата веб страница на која секогаш има повеќе информации. Гласнааmerika.com. До гледање.